Од утре се поскапува. Сето од економски мерки истекува денес, а владата не одговара што од утре. Покачувањата на материјалите и суровините ќе предизвика бизнисите да стават нови покачени цени за финалните производи за да не се соочат со банкрот. Од Агробизнис комората велат дека за да се заштити стопанството би било добро да се активираат следните мерки. Тоа е конкретно активирање на стоковите резерви, кои што ги има државата, и по соодветно ниски цени, кои што ќе овозможат да цените на финалниот производ се стабилизираат и да бидат со пониски цени. Втората мерка е, неколку пати повторувам, субвенционирање на електричната енергија до цената на регулираната, до цената на потрошувачите кои што се на регулирани од пазар со електрична енергија. Воз основа на внатрешни калкулации, воз основа на суштински внатрешни пресметки, секоја компанија за себе ќе утврди до каде може да оди и соодветно на тоа ќе реагира. За 5% ќе поскапат основните производи на кои сега нема обданочување, велат од ВМРО ДПМНЕ. За да се ублажат ценовните шокови, тие ќе поднесат предлог закон со кој основните производи ќе бидат без ДДВ, а горивата со 5% до крај на годината. Од утре следниве производи повторно ќе бидат оданочени со 5% ДДВ, тоест граѓаните уште од утре ќе плаќаат за 5% повеќе. Преку ноќ ќе поскапи лебот, белиот шекер, брашното тип 400, масото од сончоглед, кое понекогаш го нема на полиците, млеко и павлака, месо, бел ориз и свежи јајца. Итно донесување на овој закон ќе превенира дополнителен раст на цените на основните прехранбени продукти и токму затоа бараме колегите пратеници од мнозинството да работат во интерес на граѓаните, а не на владеачката елита. Законот за 0% ДДВ и ограничување на трговските маржи беше донесен на 11 март оваа година, откако беа одмрзнати цените на основните продукти, пошто следуваше бранд поскапувања. Барањата на опозицијата и тогаш беа законот да важи до крај на годината.